Влегуваме во славното село Мусинци. Селото е првпат споменато во 1400 година, кога имало само 5 жители македонци христијани. Постои легенда дека селото името го добило по некој си Муса. Се претпоставува дека биле двајца браќа, Муса и Алија. Едниот го населил селото Мусинци, а другиот го населил селото Алинци. Сега се движиме низ главната улица на селото. А сега продолжуваме напред кон селото Лопатица, едно од пославните села во Пелагонија. Како што гледате, започна да врне дожд, но ние не се откажуваме и нашата авантура продолжува да го посетиме селото Лопатица. Сега се движиме низ селото Канатварци, кој што исто се наоѓа во Пелагонискиот регион и е едно од поголемите села. А пред малку го поминавме и Ерековци. Може да видите дека мештаните се враќаат од нивието, бидејќи ги спрече обилниот дожд. А тука може да го видите и локалното пазарче, каде што може мештаните да си купат разни продукти. А сега само што го напуштивме селото и продолжуваме кон нашата конечна дестинација, селото Лопатица. Подмало е исто така македонско село, може да забележите интересната камена архитектура. Повеќето од куќите се изградени од камен. А тука се и селските гробишта и црквата. Црквата е посветена на светецот Свети Димитрија. Се движиме низ тесните селски улички. Пред малку паѓаше обилен дожд, но за среќа престана да врне. Па се упатуваме кон планините, таму напред. Може да го видите селото Лопатица. Стигнавме во селото Лопатица. Куќата пренаш која што ја гледате е од едни мои роднини и во оваа прилика сакам да ги поздравам. Дедо Слави во Петкана, Джим и Кире со фамилиите кои што живеат во Австралија, во Сиднеј. Видете само оваа убавина. Доста од населението е иселено. Повеќето од куќите се празни. Може би се прашувате зошто селото Лопатица. Зошто дојдов овде и зошто снимам. Сега ќе ви открием. Селото Лопатица се моите корени. А ова се остатоците од куќата каде што бил роден мојот татко. Тука бил роден мојот дедо, Мирко, мојот прадедо, Боне. Но денеска се само остатоци од камења и трева. Ова била куќата. Ова е еден од зидовите. До тука била куќата, а тука било дворот, односно дворчето. Таму горе имало фурна,
А сега само горделливо си расте ова дрво. Каде што некогаш се слушал джагорот на децата. Дали има вода? Инаку ова била селска чешма. Тука иделе луѓето, полнале вода, пиеле од оваа вода. Сега и ние ќе пробаме. Опа. Нема да се плашите, водава е чиста. Супер. Сега ќе вратиме на старото место. Патиштата се затревени и се тешко проодни, бидејќи нема луѓе, не се одржавани, но сепак се уште не се целосно заблокирани да не може да се помине. Ова тука пред нас, пред многу години, бил овоштарник, го одржувал мојот дедо Мирко, а денеска се само костеплеста шума и не е ништо останато од овоштарникот. Ова куќа го привлече нашето внимание, па дојдовме да ја снимиме. Инаку е на некои наши роднини. Јас не ги познавам лично, татко ги познава повеќе. Вистина е преубаво средено. Ќе се обидам да ја снимам плочата. Ристерски Ѓорѓија, Ѓоре, кој што почина од 2015 година. А оваа табла е со љубов и почит од неговото семејство. Навистина е убаво што се потрудиле да ги зачуваат корените. Може да ги забележите интересните детали на кровот на куќата. Има 3 бардиња, навистина добра досетка. Денот навистина се погода. Цел ден врнеше, а сега е свежо и убаво. Може да видите и таму планините. А таму веќе започнува коријата. А тука е манастирчето Свети Атанас, село Лопатица. Може да видите. Кути, на. Мирен. На. Оп. Дојди. Видите. Опа. Започна да врне, па најверојатно ќе треба да одиме на кај автомобилот и да завршиме со нашето денешно истражување на селото Лопатица.